Шесто решува бил животот кога го пофалиш граво на жена ти, еј. Кој ти знаел, море. Не граво се е најубаво на жена. Ао, каков пречек добив ден. Гравче с колбавче. Да тргни недела. Ти шо грав е тој грав без колбас? Море, манџа без месо не е манџа, супа. Кој запнат старите, јади манџи, јади. Празна манџа се јај. Сам се јај, ама не те најадо. Ами мевце да клаиш таму, да изеш една пајнца со месо се наеш, не 200 пајнци со леп, макај со лебо вака по та пајнца. Во мрсното со лебо, лебо малце е мрсен сам по себе, во мрсното макни го и фукај бате. Јас не викам дека тоа не е убаво, ама во ниедна цивилизирана позната кујна нема да видиш негде макање со леп клаено. Нити ги видиш леп со компири да се јај, нити леп со ориз, нити ништото. Само кај нас бат. Без леп не се живе. Ако нема леп, готово, свето заврши, пропадна, готово. Ама тоа е бе брат, зато се тие вкусоите што правиме муаве. Там не дека неам леп, јас да се разбериме. О, па кога е топло, лепчето убаво. Па сега и сезона на ајварче, иди лепче, ајварче, сиренцето, о, убајно. И после сдебелен миси, ами не. Кога јаеш празни манџи со леп сдебелен ќе ви. Порно празни муавети од кога празни манџи. Така, така, ај се шпица си пуштиме и да си продолжиме со муавето за вкусоите. Ајде бате, пуштај. Иначе добив доста поплаки за претходната епизода за вкусоите што правевме муавет, ама не такви какви што очекував. Јас мислев ќе се бунат нешто вкус, ваков, овај појак, вкус, онај појак, ваква музика, таква, не бе брат. Знаеш беше првата поплака? Суморно јутро не е од Шабан, од Љуба е. Викам која Љуба, море, Машка песна, знам дека Машко пе, од кај знам која пе, ама Машко пе. Вика Љуба Машко е. Кој може Љуба Машко да биде? Машко е брат, Љуба Аличич, го отварам, стварно Машко. И то треба доволно ви кажи колку сум упатен во музиката од времето, од војничките другари на татко ми. Душа не можам да речам, може не ги знам сите наиме, ама имам некои песни слушнато. Што на пример Пола немав појма дека и од него се. Што се песништа брат, има некои текстови во нив што се стварно текстови. За разлика од песни нели на многу познатата Мадона или Бионсе или не знам. Едната TikTok, Полсат, другата Around the World Girls. Полсат исто. А бога ми имаш и луѓе што се побунија за стилоите нели. И кој прв ќе се збуни ако не Теофилија? И чудно како само тие слушачи на нели висока класа на музика, стално нешто се бунат кој се збора за музика. И стално тие некако се наоѓаат навредени, иако никој ништо навредливо не ре. Никош човек од кафана нема се навреди ако збораш за музиката вака, таа ги ти речи оди веш шазне. Ја разбираш ги се чукнат со пиво дој се напие рад глав. Арнова не. Ако сум смеел јас господата што слушат нели некоја таква трансцендентална музика, да ги клам во иста реченица со овие нели што одат по кафани. Демек тука нивоа имало разлика, не смеело се во иста реченица. Ви извинете на мојата маленкост, простете ме. Како што впрочем му проштевате и на маленко. Значи никогаш нема ги разберам тие луѓе. Демек стилот на музика што го слушат е директно поврзан со нивниот интелект. Демек ако слушаш како нивната музика, ти си интелектуално повисоко од другите луѓе. Море слезете од облац. Ни еден човек не е ништо поќе од никој друг човек. Нити јас сум поќе од вас, нити вие сте поќе од мене. Луѓе сме. Нормално е дека имаме различни вкусови за се и нормално дека со некој ќе се сложуваш, со некој не, ама то не те прави нити попаметен, нити поглуп. Уствари може да те направи поглуп ако го правиш вакви глупи некои граници во мозок. За пример велиме, не мора знае. Или во збороите на еден наш колега музичар, ти си за тебе во право, јас сум за мене во право. Така, нема поубаво. Ти оиш на Џони Кеш, Пеце ој на Џони Лайф. И тебе ти уи него му. Така што лавајте малце со тие летањата во облаци во умот. Знаеш, многу ми е јако што дотаму одат тие луѓе, што дури кога ќе прат некој, не знам, големи одлуки во животот, пример партнерка го бара. Демек са тој женска бара, таа женската морало иста музика како него слушаат и готово. Крај на свето е тука. А ако не слуша иста музика, не сме погодени, не сме компатибилни. Како јас ќе на Џони Кеш, така ќе на Џони Лайф. Тоа е невозможно. Тој не гледа дали ќе се погодат како луѓе, како табиети, дали ќе му оди муабето, дали имат исти теми на разговор или уште поарно дали нивниот начин на функционирање може да си го вклопат. И гледа најбитните работи што прат врската, што прат животот и дали ќе може да изгради нешто со неа. Џони Кеш да го слушал. И ти после бараш. Демек некој повисок интелект ето. Комплексивате, јас да ти кажам. Не е ништо поќе од комплекси и фрустрација. Можеш да ме некиш колку сакаш, ама вистината таа е. Пример, јас и жена ми слушавме скрос различни стилови на музика. Ама допирна точка да нема. И во ниеден момент нити размислив на таа тематика, нити ми било гајле некој кој што музика слуша. Нити пак и малтретирам децата ваква да слушат или таква да слушат. Ама никогаш не сум се замарал. Нити па таа се замарала со тоа што слушам
място. И не да не ни фали ништо, толку си имаме погодено шо не знам да чукнам во дрво, поубаво не може. Што значи ако сум се водел по таа аналогија што ја кажват овие интелектуалците, ќе промашев најдобрата личност, најдобрата одлука во мојот живот. Фала Богу, па не сум до толку интелектуален. И никогаш пример сме немале никаков неспоразум околу музиката. Душе јас и не сум таков човек да мора по моје да биде. Има некои што инсистираат, брат, мора ова да го слушаш и ништо друго. Мене многу побитно ми е таа да е срек, на пример, влегваме в кола, нека слуша музика што сака да слуша, нека биде расположена. Ако му не е убаво, мене супер ќе ми биде. Многу ми е побитно тоа отколку да слушам нешто што секако ќе слушам во слободно време. А бога им берикјати што слуша нешто друго, пошто научив и песни што иначе не би ги пуштил ја. Што ми се наоѓаат вака по свирчи. Оти песните јас што слушам во моментот, артистите и така натаму. Прво овде никој не ги знае, друго и да ги знаат на свирка кој излезам со тие песни, никој нема да мрда, пошто нели кај нас кој се речи свирка мора да е еден одреден репертоар и ништо поќе друго не се свири. Немој молим те друго да се свири. Само едно те исто вака 200 години ќе тера. И тоа е тема што треба да зборуваме, ај да не влегваме сега во тата емоти многу долго. Додуши и то спаѓа во вкусот. Порано луѓето очигледно има поке различни вкусови. Пот имаше секакви свирки, имаше рок свирки, метал свирки, рап, поп, и то поп музика странска, Кито Евергрини чуда, поп музика македонска башка, ексју свирки башка, кафански свирки башка. Сега вате кај сакаш оди, сакаш оди в кафана, сакаш оди в клуб, во кафич, кај сакаш оди истиот репертоар е комплетно га си. Не ќе отварав темата, ама посилно од мене. Не можеме истите песни, исто на исти начин, истите луѓе по ист редослед цело време да се свират и да се слушат. Разбирам вкусови, се разбирам, а не може само еден вкус да има кога се свирки во прашање. Ми се чини тој феномен само кај нас го има. Како може толку програмирани да се луѓе? Значи татко ми беше свирач до пред 30 години, веќе 30 години не свири. И сега кога ќе излези и кога ќе слушни песните што пред 30 години нив му биле досадни, уште се свират денес, се крсти, не му се верваме, сваѓа. Вика добро, ние баравме на времето плочи. Ќе излези плочата од не знам од Шабан во Германија, па треба некој дојде да купи Германија, па да ја дојси тука, па да слушаме, да ги учиме песните, па да изваиме нешто ново на луѓето. Уште на радио немат слушнато, ти да му ја свири. Сега ми вика пред 50 години тоа се дешаваше, вие уште истите и свирите? Реков ние не. Арно, ама тоа е вата. И чудна работа е како никнуват стари песни од пред 100 години сега. Е прост пример. На последните неколку свирки по еден тон луѓе идат и ми барат една песна, мислам дека од Чоличе, што јас ја имав на касета кога бев 5-6 години. Тоцкав кога бев, ја памтам и од тоа што немам слушнато и нигде никоја немаше ни пуштено ни свирено. Сега е хит. Пролази ноќ, пролази дан, а ноќу све се чуе и така нешто беше. Сам супер е песната, значи немам против, немаме сваќате погрешно. Секоја песна што го радва народот и што прави убави чувства кај сите е супер. Не може милиони фанови да има некој или некоја песна и да не чини. Може да не ти се бенди во тебе, да не е по твој вкус, ама не може да не е супер. Песната е дефинитивно супер. Ама од кај никна сега ме интересира. И како е можно да излегват некои такви трендови од никаде и да го диктират вкусот не на една нација, туку на Балканот цел. А во меѓувреме имаме млади артисти што прават нови музики за кои гарантирам дека немате слушнато и дека кога би ги слушнале би сватиле дека не се ништо помалце од ова што слушате од северот. Ма знаеш како на крајот на денот? Кој те прашава? Пошто стално ние код нашето си имаме некој став никако. Како не онај ќе слуша милиона онде? До вчера по цигари ги пуштаме за музика ми брат нешто и се занесва тука да ме песни спотов с ним. Никогаш нема сватам тој став, ама тоа е став во Македонија. И стално исто умувавете, нема музика во Македонија, нема поке пеачи, артисти не чинат ништо го немат направено. Немате вие слушнат. Оти јас се кладам дека ако сега ги клаиме едно до едно, 3 млади артисти од Македонија и 3 артисти популарни од Србија, и ако ги чуе некој од странство, без предрасуди за то кој од кај шо е, аха, чиме од Србија чини, чиме од кај нас не чини, нема ни една разлика да примети ни во продукција, ни во текст, ни во ништо. Буквално исто ќе му звучат, ќе му возат песни. Ама ние не сме од странство, ние сме од тука, така. А нашиот вкус вели, ако е наше, не чини, а ако фаќа од границата на надвор, убајна. А бре бераци, мислам дека доста е за денесот и некако многу ме распалвава темата. А бога ми имам и други епизоди и таму треба да распалиме малце. Така што толку од мене за денес. Останете на нашата програма, ќе гледаме следна епизода. Поздрав, имајте убав ден.